Најави за денешните настани. Охрид полн за новогодишните празници. Ки има гости од земјава и регионот. Петардите не се играчка. Утре показна вежба на градскиот плоштад. Вевчанскиот карневал после 20 години повторно дел од престижната Федерација на европски карневалски градови. Во старото градско јадро треба да бидат отстранети над 200 клима уреди, антени и соларни панели. Генералното собрание на Обединетите нации усвои резолуција со која бара мислење од Светскиот суд за обврските на Израел во Газа. За најавените содржини ќе ви информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид преовладуваше умерено облачно време со повремени сончеви периоди и максимална дневна температура до 10 степени Целзиусови. Во попладневните и во вечерните часови услови за нестабилно време со врнежи од дожд. Во сабота во западна, северозападна, северна и североисточна Европа ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, а во крајните северни и североисточни предели со врнежи од снег. Врнежи од дожд и снег се очекуваат и во југоисточна Европа. Во останатите делови од Европа ќе преовладува стабилно време со зголемена облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Во јужните и југоисточните предели умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и снег. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 1 до 11 степени. Во Македонија во сабота во утринските и предпладневните часови ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, а над 800 метри со врнежи од снег. Во попладневните и во вечерните часови намалување на облачноста, ќе биде студено со пад на температурите. Минималните температури ќе се движат во интервал од -6 до 4 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 0 до 9 степени. Во Охрид во сабота во утринските и предпладневните часови ќе имаме нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе дува умерен североисточен ветер. Минималната температура од 0 степени, додека пак дневната ќе достигне до 6 степени. Во Охрид во недела студено утро со утринска температура од -4 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и дневна температура до 5 степени. Во понеделник и вторник умерено облачно и нестабилно време со слаби врнежи од дожд и снег и со пад на температурите. Минималната температура од -2, односно -1 степен, додека пак дневната ќе достигне до 3, односно до 4 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека.
Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Поголемиот дел од хотелските капацитети и приватното сместување се веќе букирани за новогодишните празници. Гости ќе има од земјава, но и од целиот регион. Цените на аранжманите во хотелите се движат од 150 до 250 евра по лице за 3 денови полупансион, со вклучена свечена вечера и пијалоци за дочекот на новата година. Според туристичките работници, Охрид и натаму е најевтината дестинација во регионот. Угостителите и хотелиерите ги тријат рацете. Се очекува илјадници гости од земјава, но и од регионот, особено од соседна Србија, новата 2025 година да ја дочекаат на брегот на Охридското езеро. Поголемиот дел од хотелските капацитети и приватното сместување се веќе букирани. Гости ќе има од земјава, но и од целиот регион. Тие ќе почнат да пристигнуваат викендот пред 31 декември. Имаме информации според хотелиерите дека се закупени доста аранжмани од туристи од соседна Србија, кои што ќе не посетат за новогодишните празници. Меѓутоа евидентно е дека имаме гости и од соседна Бугарија, потоа имаме гости од Република Турција кои што со доста зголемен број доаѓаат и го посетуваат Охрид. Карактеристично е да бидат оние аранжмани кои што секако ние, како што викаме, продолжен викенд, иако нова година или 31 декември ова година не паѓа во викенд, е работен ден, тоест во текот на неделата, меѓутоа ќе повторам оние аранжмани од 3 до 4 дена, кои што се карактеристични за дочекот на новата година, значи 2 дена пред новата година и ден-два после новата година, тоа се оние аранжмани кои што се најпосакувани и барани. Цените на аранжманите во хотелите се движат од 150 до 250 евра по лице за 3 денови полупансион, со вклучена свечена вечера и пијалоци за дочекот на новата година. Според туристичките работници, Охрид и натаму е најевтина дестинација во регионот. Многу е битно да се каже која е понудата во врска со цената. Веќе, како што споменавме, нашата понуда не можеме да кажеме дека е нешто премногу богата и нешто што нуди, како и да кажам, во големите европски градови. За жал тука сме сиромашни, меѓутоа се уште морам да напоменам дека Охрид како туристичка дестинација и за во летниот период, меѓутоа и сега во зимскиот период, мислам дека нема поевтино место за посета. Се уште сме конкурентни.
Ќе напоменам, понудата ја крои и цената, меѓутоа сме се уште многу конкурентни на пазарот. Од локалната ја објавија програмата која ќе трае повеќе денови преоткаена со охридска зимска приказна за најмладите. Граѓаните задоволни велат убаво и украсен градот, очекуваат за празниците да има голем број посетители. Ова е традиција на Охрид, најубав град на Македонија. Само треба убаво да ги пречекаме и све најубаво празниците денови убаво да си поминиме. Убаво е. Ки имаме ли многу гости? Па се надаваме. Можно е да имаме. И би требало. Најубаво украсено. Види како е прекрасно, елки, светулки, све. Ова година најубаво. Па во градот мене ми се допаѓа како е украсено, посебно на ноќе кога светилките се пуштени, стварно му дава еден така новогодишен аспект во градот. Супер е, вака кога шетаме убадава една уба атмосфера, светилкиве кога светат, многу е добро накитено, супер е све светилките кога светат, дава добро новогодишно чувство. По Охридската чаршија веќе се чувствува празничен амбиент, новогодишна музика и многу дедомразовци во декоративни магични катчиња за фотографирање. Превенција на ризиците од пиротехнички средства утре на градскиот плоштад во Охрид. Петардите не се играчка. Оваа порака организаторите на настанот ја упатуваат до децата, но и до родителите со апел за грижа за безбедни новогодишни и божикни празници. Во рамки на своите здравствено-превентивни активности, Црвен крст Охрид ја продолжува соработката со секторот за внатрешни работи, одделение за превенција, со акцент на превенција на ризиците предизвикани од употреба на пиротехнички средства. Предвидено е утре на градскиот плоштад Свети Климент Охридски со почеток од 12 часот, припадници на СВР Охрид, одделение за превенција и волонтери на Црвен крст да делат едукативни материјали за опасностите и последиците од користењето на петарди и други пиротехнички средства, со нагласување дека употребата на пиротехнички средства се казнува. Во рамки на активноста ќе биде изведена и симулацијска показна вежба на повредени од експлозија на петарди со приказ на повреди на екстремитети од експлозијата и укажување на прва помош при таква повреда од страна на парамедиците на Црвен крст Охрид, најавуваат организаторите. Петардите не се играчка е пораката која организаторите на настанот ја упатуваат до децата, но и до родителите со апел за грижа за безбедни новогодишни и божикни празници. Вакви и слични активности во наредните денови ќе бидат реализирани и во дел од основните училишта во Охрид. Потребни се итни мерки пред доаѓањето на новата мисија на УНЕСКО во Охрид. Во старото градско јадро треба да бидат отстранети над 200 клима уреди, антени и соларни панели. Над 200 клими уреди, антени и соларни панели од куќите во стариот дел на градот Охрид треба да бидат отстранети. Ова е една од препораките на УНЕСКО од пред неколку години, кога беше нотирано дека е комплетно нарушена автентичноста и визуализацијата на старото градско јадро. Завод и музеј ги преброи. Останува да се преземат итни мерки пред доаѓањето на новата мисија на УНЕСКО во Охрид. Нашите ингеренции завршија со нивната евиденција. Направивме евиденција, приоритети и сега понатака другите институции треба да мислат како тие ќе се отстранат. Сигурно над 200 објекти има такви несоодветни, да речам, соларни панели, колектори, бойлери кои ја нарушуваат сликата на градот. Еколозите велат треба да се води поголема грижа при реставрација на споменичните добра, куќите и сокаците во стариот град, да се користат идентичните стари техники на градење, зашто е потребна и дополнителна едукација. Разни панели се поставуваат, разладни апарати, веќе покривот не е соодветен како што требало бидат, исто и канделабрите, ретко каде во градот, во стариот дел на градот ќе се сретете, значи нешто што асоцира на старо. Исто така и поплочувањето на старите градски улици, реновирањето не оди како што треба. За поголема заштита, Завод и музеј Охрид изработи ГИС платформа во која ќе го евидентира и дигитализира културното наследство и археолошките локалитети во Охридскиот регион во границите на УНЕСКО. Вевчанскиот карневал повторно е дел од Федерацијата на европски карневалски градови.
Вевчанскиот карневал, кој е првиот карневал од Македонија што стана член на оваа престижна федерација во 1993 година, повторно после 20 години е на вистинското место, информира градоначалникот на општина Вевчани Спасе Кочовски. Со посветеност и напор, сите обврски за членарина од изминатите 20 години се успешно подмирени и во согласно со одборот на ФЕЦ, од оваа година Вевчани повторно е полноправна членка на Федерацијата на европски карневалски градови. Ние како општина сме горди што сме дел од оваа значајна мрежа и со нетрпение очекуваме нови можности за соработка, размена на искуства и зајакнување на традицијата на нашиот уникатен Вевчански карневал, вели Кочовски. Вевчанскиот карневал традиционално се одржува на 13 и 14 јануари на празникот Василица. Министерот за економија и труд Бесар Дурмиши денеска по посета на маркети во Скопје оцени дека цените на производите од новогодишната кошница што почна на 15 месецов се намалени за 10% и повеќе. Државниот пазарен инспекторат пак регистрирал ситни забелешки, соопшти директорот Владко Стојковски, но дека генерално трговците го почитуваат договореното. Видовме дека означени се со ознаката тие производи кои се стајни на новогодишна, намалени се цените од 10% и повеќе. Тоа што ме радува е фактот дека за многу краток период, временски период, стигна бројката на производите повеќе од 1100 производи, од 95 трговци кои ги понудија да бидат производите стајни на новогодишната кошница на 42 ланци на маркетите. Ова бројка ќе се надополнува и понатаму, листата е отворена, може да се приклучуваат и другите трговци. Најголеми инспектори се граѓаните. Јас од тука ги известувам, ако обележат секое изигрување на цените, да се појават на бесплатниот број 191 или на веб страната на Државен пазарен инспекторијат. Листата на производите кои што се стајни на новогодишната кошница се во веб страната на Министерството за економија и труд. Во овие 6 дена константно Државниот пазарен инспекторат е на терен, врши мониторинг како кај маркетите, односно ланците маркети, така и кај добавувачите, односно производителите. Можам да кажам дека освен ситни забелешки, во смисол на соодветно обележување на производите и ситни корекции на цените кај 2-3 трговски субјекта, во поголеми размери не се забележани неправилности. Можам да заклучам дека трговците, односно сите чинители на овој процес го почитуваат договореното. Поплаки од страна на граѓаните, меѓутоа постапуваме по тоа и соодветно ќе ги известиме. Министерството за внатрешни работи ги подсетува граѓаните дека од 1 јануари 2025 година задолжителни се регистарски таблички на возилата со ознака НМК. Налепниците НМК граѓаните може да ги обезбедат во сите станици за технички преглед. Министерството за внатрешни работи ги подсетува граѓаните дека краен рок да ги заменат регистарските таблички со нови кои имаат ознака НМК или на истите да залепат налепница НМК е до 31.12.2024 година. Тоа значи регистарските таблички кои ја содржат буквената ознака МК и регистарските таблички кои не ја содржат буквената ознака МК треба да бидат променети со нови регистарски таблички кои ја содржат националната ознака НМК или на истите да се стави налепница со национална ознака НМК до 31.12.2024 година. Налепници НМК граѓаните може да обезбедат во сите станици за технички преглед. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кој не следевте. Пријатно.